Нелогичното барање на Стопанската комора да се забави со привлекување странски инвестиции поради недостиг на кадар и проблеми во образованието станува логично, кога наспроти најавената грижа за оние што треба со своето знаење и едукација да се докажат и да почнат да го освојуваат пазарот на трудот. Не им се овозможуваат ниту елементарни услови, па тие наместо за наука се борат за катче во кое ќе можат да се фатат за книгата. Студентите се омаловани, понижени, студентите се игнорирани. Ајде да видиме каква е состојбата сега. Изреволтирани сме ради тоа што резултатите за студентски дом, за сместување во студентски дом каснат, бидејќи секоја година излегаат на 31, а сега сме веќе 4 септември, а не сме ни почнати со вселување. Студентите протестираа на улиците, студентите бойкотираа, окупираа и никој не ги е сапеше за живи, што би се рекло народно. Ајде да видиме каква е состојбата сега. Сепак ние сме студенти, насиот глас, дали ќе се чуе, дали не знаеме, имаме за учење, затоа сме дојдени. Ајде да видиме каква е состојбата сега. Денес од сабајле сме пак во студентските, ама нема никаква информација која ќе добиеме резултати. Ајде да видиме каква е состојбата сега. Единствено што бараме е легло, за да можеме да идеме да учиме по читалници. Не сме тука повеќе да зборуваме за ВМРО ДПМН, со нив е завршено, тие заминуваат во историја. Ништо не заминува во историјата ако слоевите во општеството се толку длабоко инфицирани со тој синдром кој постојано наоѓа некаква форма за да се појави на површината. Сервилноста во тој контаминиран систем е можеби еден од највидливите феномени. Тој на безпрекорен начин ја покажува сета суровост на далечината од моќта, а особено питомоста на близината, на која благонаклоно гледаат оние на кои таа им е наменета. Бидејќи ние се плашиме кој ќе возите со таква брзина, сега ќе ви дадем еден поклон кој ќе ве штити на моторот. Да не изгинеме. А тоа ќе биде и бизнис заедницата, ќе ве штити во сите критични моменти. Патот кој го трасиравте е сигурно тежок и напорен и за да успешно стигнеме до целта, потребна ви е заштита, која што денеска со волкав голем број на присутни се потврдува дека бизнис заедницата останува зад вас. Тој галантен протекционизам кој се нуди на подавалникот ја губи сета смисла ако рече си истата фразеологија и сличното воодушевување било манир на однесување и во други времења, во оние пред кои таа постава што сега е подготвена да биде запчаник во брзиот мотор. Тогаш, глорифицирајќи ги реформските потфати, јавно се обврзувала да шири ведрина и позитивна енергија во нивно име. Оптимизмот со овие стратешки оправдани за Македонија во услови на тешка криза која што се очекува и во наредната година треба да биде силен мотивационен фактор за сите нас кои од самото ќе излеземе убедени дека можеме да се супроставиме на кризата, да го пренесеме тој оптимизам и кај граѓаните на Република Македонија. И не е само тоа, туку во тој дух, во услови во кои земјата и бизнисот функционираа на начин на кој функционираа, не е баш ама никакво изненадување, што дури и оценките за економскиот тим на владата било пожелно да се вадат од ракав. Од 1 до 5, каде што 5 е најдобрата оценка, како би оцениле како се грижат за економијата, министерот за финансии, за економија, за земјоделство, за транспорт и врски. Која е вашата оценка за нивната работа? Оценката на таа работа ја секогаш сум бил скептичен да го кажам максимумот, меѓутоа слободно би можел да кажам дека е 4+. Охо, машала. Ова изненадување веројатно нема да биде вистинско и големо кога станува збор за актуелната гарнитура. Оти во неа вреднувањето ќе биде со привилегии и врски, бидејќи ќе треба да биде оценуван токму еден од членовите на тогашниот тим за евалуација. Стопанската комора на Македонија, во консултација со помалите комори во Македонија, го делегира наредниот потпредседател на владата на Република Македонија за економски прашања, без било какви сугестии на политиката или слично. Автентично нивно решение. И се би било во ред, доколку тоа автентично и решение без сугестии на политиката не чуло дека вршењето на државна функција не е исто како и водењето приватен бизнис. Во второто, грижата за имиджот е работа на маркетинг. Во првото, таа е обврска за која некој во негово име ветил дека и тој ќе треба да ја почитува. Со промена на власта
Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе им гарантира на новинарите слобода да истражуваат и да информираат за сите случувања во државата, заштитени од било какви притисоци. И на крајот. Ајде да видиме каква е состојбата сега. Се почувствав прозван, односно ме прозвавте. Јас сум од Алса телевизија, рековте дека не ви се допаднала емисијата на 360. Емисиите не се прават за да им се допаѓаат на политичарите. Ако им се допаѓаат, тогаш тоа не се емисии, туку филмски журнали. А тие се сепак карактеристика на некое друго време, кое изгледа никако да заврши. Охо, машала.